Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание Јаде бурек на Сител 3. Имам особена чест и задоволство повторно во студиото да го поздравам уважениот господин Вангел Божиновски. Господин Божиновски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдобро. Има многу добар повод што ве поканив, иако мојот првичен интимен беше сосема поинакви, но се поклопија работите многу убаво. Имено, непосредно кога веќе планирав да ве поканам, беше и официјалното отварање на реконструираниот објект на Собранието на Република Македонија. Тоа беше еден обемен и долгогодишен проект на една зграда од особена важност, една зграда со особен архитектонски карактер, која сега доби една друга димензија. Во таа реконструкција учествуваше бетон, а учествувавте и вие со делумни, со голем дел број на зафати во одредени. Како архитект, ја ве поканив во емисијата да поразговараме што се е како приказна, детал, скриена или не скриена тајна или јавно што е искажено преку вашето дело и вградено во Собранието за веки веков. Така. Значи, станува збор за една од најсериозните згради во град Скопје, објект кој е под заштита на како заштитено архитектонско наследство, на кого се изврши определена интервенција, без да се наруши историската вредност на објектот, но тој да добие карактеристики на објект според најновите светски стандарди заштитен од земјотреси, да добие карактеристики на меѓународно призната парламентарна зграда со сите узанси кои се неопходни за тоа да биде на високо европско ниво и да добие нова парламентарна сала која ќе има мултинаменска функција и на која ќе можат, во која внатре ќе можат да се одржуваат конференции од секаков вид, од највисок стандард и највисок степен на актуелност, репрезентативност. Значи, тој е зафат кој започна 2010 година и кој севкупно го презеде градежната фирма Бетон, која мислам дека работата ја заврши и во рок и со многу внимание и со висок квалитет во сите фази на изведбата. А Собранието не застана со својата работа воопшто. Тоа е исто така еден куриозитет кој навистина многу ретко се среќава при реконструкција на вакви објекти кои треба од темел да добијат нова конструкција која ќе гарантира сеизмика по највисоки стандарди. Значи и статистиката е подобрена на објектот. Статиката на објектот статиката, се извинувам. Потоа сите внатрешни инсталации се подобрени. Подобрена е просторниот капацитет на самиот објект. Потоа градежните материјали кои се вградени се високо квалитетни и велам како круна на сето тоа парламентот доби 3 куполи. Едната е големата купола која што реков веќе се користи, може да се користи за сите видови меѓународни конференции, ги исполнува сите стандарди, и други две мали куполи кои се во низата на огромен број конференциски сали за работа на комисии. Значи, реков сите комплименти за градежната организација Бетон, особено комплименти за нечискиот погон на Бетон, кој во изведбата на целиот објект, особено во изведбата на интериерните решенија, кои јас ги понудив во сите куполи на Собранието на Република Македонија, покажа висока способност, капацитет и огромна желба да проектот биде максимално испочитуван и изведен онака како што е замислен. Сега, интересно е да се каже следното, бидејќи прашањето
што го постави всушност и ме наведува да за него проговорам на ваков начин. Кога еден архитект кој ќе добие задача да создаде парламентарна сала, односно соборна сала, тогаш тој во принцип би требало да знае што значи соборност, односно да го свати значењето на соборноста во рамките на македонската култура. Додека вие говорите, да. гледачите ќе гледаат ова од се фазите... изработките на малите салички, имаат интересна приказна, но секако додека се врти се ова... Да. Некои фотографии си за 90 степени, ама добро, не е битно, но добро поставени. имаат Да ги видите тие, да. навистина, до сега без преседан за мене, Блейд Ранеровски, футуристички, да. Навистина, нуово арт. Так. Кога зборуваме вака, јас само сакам да обрнам внимание, се ова што е направено е барокен објект. Значи, овде максимално е направено она за кое што јас сум се залагал цело време додека ние правиме една долга дебата во врска со тие историски стилови. Ова е македонски барок. Добро, морам да прашам. Ова е салата која ја отворивте, во која има два објекта. Може ли малце збор два да ми кажете за овие два објекта? И она што ме фасцинираше мене се оние округли отвори кои делуваат навистина просто во дизајнот можеби на Дюн на Девид Линч од 82 година, на големиот владетел на универзумот. Ако се сеќавате. Ова на пример е еден футуристички брод. Ова на пример. Вака сега. Тоа баш сакав да го објаснам. Значи, ако одиме понатаму со ова диапозитивите, ние ќе го видиме овој објектот кој се уште не е довршен, ќе го видиме и довршен. Затоа дајте да го ова теоретски прво објаснам целокупниот принцип, но кога ќе дојде, зашто ова се уште фази на недовршеност, довршеноста кога ќе дојде, мислам дека тогаш и ќе се обзернам на тие детали. Значи во другите фолдери основата што е? Значи принципот на соборност е основа на македонската култура. Што тоа значи? Донесувањето на секаква одлука на еден народ кој сватил дека е народ, кој сватил дека се наоѓа на едно место кое треба да го култивира и кое треба природно да произлезе од животната средина каде што се наоѓа, тој народ морал да свати како да се социализира од едно номадско живење, да премине на живење на едно место. Тоа е доста тешка работа, бидејќи треба да сватите дека дневната структура на номадското живење е постојано одење напред, при што вие ги избегнувате скоро сите конфликтни ситуации кои се одигруваат на ниво на дискусија и расправа, бидејќи имате определена цел да уловите нешто. Овде вие треба нешто да организирате кое нема да трае само еден ден, туку постојано на едно место вие треба да организирате живот. Затоа принципот на соборност е еден откриен елемент во древната македонска архитектура и градоградителска култура преку откривањето на широк простор на кој што луѓето се собираат секогаш во принцип по потреба на свеченост. Оттаму, ова јас што го правам не е функционално парламентарна сала од секојдневното дефинирање. Туку станува збор за еден свечен простор на кој што се донесуваат важни одлуки, кои во принцип треба да се одлуки кои позитивно ќе се одразат на секојдневното и идното живење. Тоа не можете да го решите низ принципот на демократијата како што денес ја разбираме. Тоа можете да го решите ако се присетите на принципот на соборност кој владее во севкупната македонска култура до ден денес. Затоа, на определен простор се собира сиот народ, се собираат институциите, се востановуваат два генерално спротивставени става кои треба да решат за некој иден потез кој генерално еднаков, но се разликува во нијанси. На тој начин е замислен просторот на оваа сала.
Што е изненадувачкиот потез и поставувањето на оваа сала на тоа место на врвот на објектот и поставувањето на самата купола. За да стигнете до овој објект, вие влегувате однадвор внатре во Собранието на Република Македонија и одите низ долги ходници и катови, кои се секогаш во еден паралелопипеден систем, значи коцки, квадрати гледате и поминувате, се качувате нагоре. Кога ќе стигнете пред вратата на Собранието, вие се наоѓате внатре во објект. Кога ќе отворите вратата, вие се наоѓате надвор на плоштад. Го доживувате шокот одеднаш таму кај што не сте очекувале стигате надвор, бидејќи надвор се само небо. И забележувате, на тоа небо се поставени два објекта. Тие се скоро исти, се разликуваат во нијанси. Тоа е позиција и опозиција, генерално ние што зборуваме за политиката на демократијата и парламентаризмот. Но таа позиција и опозиција поставена овде не е во секојдневност. Таа се протега во иднината, затоа овие два објекти што се поставени еден со друг, тие припаѓаат на изразот на македонската архитектура. Меѓутоа се изведени на таков начин да делуваат футуристички. Односно, има елементи во нив кои укажуваат на тоа дека тоа не е баш онаа што ние сваќаме македонска архитектура, дека во понешто се разликува. Во што се разликува? Самата куќа е направена од таков материјал да вие во секој момент присутен внатре се огледувате пред таа куќа. Што значи како некој пратеник или некој кој е определен тука да одлучува, вие ќе се видите себе си, што зборувате, зошто го зборувате тоа. Сами пред себе ќе процените дали право зборувате, се обидувате нешто на поинаков начин да го представите што не е вистината. За таа работа, да сте тука кај вистината и да навистина се вложите во оваа важна одлука што е на дневен ред, ви помага и народот кој се наоѓа околу плоштадот и е востановен во едно оро. Народот генерално го сочинуваат мајки. И оние елементи што ги виде, тие се елементи всушност една парафраза на неолитските фигури на мајки што ги има во Македонија. Тие пред себе држат синови. Значи мајките и синовите, ваши идни некогашни, се присутни во моментот кога вие треба да ја донесете одлуката. Во празнината зад нив се наоѓаат историските артефакти од древното минато и исто така се мајки. Тука има некои детали кои тоа можат да го покажат. Мислам дека веднаш после ова во оваа празнина внатре, ако добро се загледате, се наоѓа една мајка од бронзовата епоха. И секоја празнина внатре, централно, приближно во срцето на оваа фигура на мајката, се наоѓа артефакт од македонското културно наследство. Генерално, ова е поидовниот принцип по кој е граден проектот и по кој е изведен. И мислам дека дури и не сум морал ова да го објаснувам, затоа што луѓе кои се и малку блиску до оваа професија, која си има свој јазик, тоа мислам дека многу едноставно ќе го препознат и не е тоа скриено. Инаку зад сето тоа се наоѓа еден огромен инструментариум на другите фази во архитектурата, што значи машинство, електрика, грејење, акустика, особено тука исто така морам да му одадам признание на професор Страхиња Трпевски, кој го направи проектот за акустика и навистина успешен со оглед на тоа дека ретко кој успеал во плитка купола, која е севкупно покриена со стакло, да направи акустика која ќе го доведе степенот на реверберација дотаму, да вие се чувствувате како да сте во концертна сала со перфектна акустика, иако формата на вистина не може да ви помогне во креирањето на проектот за акустика. Значи, ова е најнеповолна форма за правење на акустика. Се сеќавате колку проблеми имаше еден многу полесен објект, тоа е универзалната сала која има длабока купола, па колку проблеми создаваше за да се создаде нешто во кое ќе
може да се реши проблемот со концертирање внатре или некој друг јавен настап, па и до ден денес без озвучување тоа потешко поминува. Малце ме зачудивте за ова, затоа што во антиката имаме многу позитивни примери во амфитеатрите кои се во таква кружна форма тие горе имаат небо. Фантастична акустика. Да, ама тие имаат небо. Но горе. генерално проблем е круглите затворени простори да се озвучат. Ако тие театри кои ги имаме во антиката се покријат со куполи, тогаш што тој проблем тешко да ќе можат да го решат. Тоа е се на отворено небо и затоа тоа може да го решат. Овде е проблемот на вистина решен со еве го елементот на големата мајка кој се наоѓа во срцето на една друга стилизирана мајка, ете уште на некој друг слайд може да се види. Таа е артефакт, гледате, овде е мајката или таму е мајката и во средината кај што и се наоѓа срцето е фактичкиот елемент. Еве една ноќна снимка, ова се тие акустични елементи. Тие акустични елементи Кои се? Ова овде што делува како лустер, тоа не е лустер. Што е тоа? Ова е акустичен дифузор кој е сочинет од форма на еден многу редок кристал кој го има само во Македонија, тоа е лорандитот. Ова е од лорандит направено? Направено не е од лорандит, туку е направено од кристалографската структура на лорандитот, кој всушност е земен како подложка за правење на програмата стелт на американската војска, на американската авиација, овие што се стелт авиони, се фактички правени според формата на лорандитот. Значи, сите овие се македонски елементи внесени во еден барокен македонски простор и тие го решија проблемот на акустиката. Така. На сите им се чинеа дека се лустери, но фактички тие не се светлечки тела. Тие се звучни дифузори, да. Значи, ја решавате акустиката директно на самата аналогно при говорење таму. Да. Други звучни тела не постојат во салата. Има два звучника за одржување на конференции, но мислам дека тоа дури и не морало да се случи, но сега, како да кажем, тоа не е мој дел од работата. Дали овие две згради кои се во некаков македонски традиционален, но и футуристички стил, кои ја символизираат позицијата и опозицијата, дали имаат и некаква функционална работа? Да, тоа се, тука има негде 9 или 10 простори за преведувачи. Така, значи да речеме два пати повеќе од она што вообичаено ние сме навикнале, бидејќи тие се новите стандарди и тие имаат таква функција и има долу еден простор кој е за техника и така, но генерално и овете куќи содржат преведувачи внатре. И тие преведувачи имаат своја една македонска улица или сокак. Имаше тука некои од овие диапозитиви кои тоа го покажува. И ако продолжиме натаму, мислам дека тоа ќе ни се повтори. Да. Навистина, многу вџашувачки делуваше на отварањето, кога гледавме прво, бевме зачудени кој е оваа просторија. Ни на крај памет дека се работи за просторија која се наоѓа на врвот, дека е ова централната купола, бидејќи има и помали куполи врз собранието и централната купола дека ќе биде и со некаква функционалност. Кажете ми, мене искрено од дизајнот најмногу ме дојми ова. Ова ме подсетува овие елементиве, што се светливи елементи, значи не би сакал да кажам браст, бидејќи не знам ни од што е направено. Ме подсетуваат на врвните уметници како Фриц Ланг на Метрополис. Ова е Извинете малце што можеби асоцирам, но мене мозокот ми бара нешто да го, значи 910-та футуризмот кога како човештвото го гледаше иднината и повторно се враќа на тој ретро дизајн, ретро футуристички дизајн кој па врвот го достигна во Blade Runner, па ме интересира вашата инспирација на оваа форма околу овие мајки. Што они символизираат? Од каде инспирацијата на ова навистина интересен елемент? Тоа е нешто што пак произлезва во принципот на соборност. Значи, вие кога правите определена свеченост, и воопшто македонската култура кога прави свеченост, а и други култури,
ние се зафаќаме во едно оро. Заедничко, затоа што сме постигнале успех или сме задоволни до ова сега што или посакуваме да биде добро и понатаму и затоа ја запеваме песната. И сега оваа песна во орото се фатени мајките и синовите. Значи, синовите произлегуваат од мајките и тие се зафатени во едно големо оро од 24 мајки. Тоа си има, значи, своја орнаментика и секоја оро завршува започнувајќи од една древна спирала што е најдена на една вазна во Анзабегово Штипско, една извонредна вазна која има височина некаде околу метар, метар и 20 и се чува, вака малку чудно, не е чудно за македонската археологија, во музејот во Белград. Таа е таму најдена и на неа се наоѓа по мое сознание од она што сум прочитал низ енциклопедии на символика или енциклопедии на орнамент, тоа е најверојатно најстариот орнамент на светот. И тоа е вградено во оваа сала, за да може самата сала за себе да раскажува приказ на луѓето што се присутни во неа, особено тие што се домаќини, оваа приказна ќе им биде достапна за да можат, бидејќи оваа сала е генерално наменета за да може да донесе профит и за самото собрание, кога ќе дојдат странски конференции по одредени теми во кои може би и ние учествуваме или не учествуваме, не е важно, да можат да преку оваа просторија да веднаш бидат во директен допир со огромното културно наследство и богатство на Македонија. Ништо слично не можам да најдам и да споредам во моментов во дизајнот со оваа купола, особено во функционалност да биде и тоа како во служба на државата. Значи, државното на сопствениот народ. Значи, не можам да најдам ништо слично и навистина овој храбар дизајн. Јас сум изненаден дека наша државна институција се охрабрила, осмелила и честитки за визионерството, за вашето не го говорам, вие сте автор на ова, но и да се прифати бара храброст. Дали овие отвориве тука на орово се исклучиво естетски или имаат некаква функционална, например, не знам дека се клима уреди или така натаму? Точно. Значи тоа се канали преку кои се постигнува степен на температура неопходен, потоа степен на влажност неопходна. Така да зад овој објект и зад овие куќи има една цела зграда која помага машинството да може да функционира. Тоа е огромен простор и огромна кубатура. Овде има стварно интересни детали. Ова е долу деталот на завивањето на председателството за да започнат скалите. Тоа е всушност парафраза на самиот влез на собрание. Авторот, кој 1938 година го има правено ова, има таков еден потез направено на главниот влез на собранието и јас оттаму го зедов тоа за да можам и овде да го применам. Каков е тој? Таа е една валута многу интересна. На влезот, на сечениот влез на собранието, од левата и од десната страна, кај што почнува рампата, тоа го има. Таму само тој полжав не завршува горе со сфера како кај мене, нема сфера. Меѓутоа, тој истиот полжав е, она ви го реков, како најстариот орнамент на светот што е најден на вазната на Анзабегово го има и мислам низ кога ќе ги провртиме овие, нели, ова е таа улица, што велам што се создава позади, таа е многу интересна. И сега тука извореден е и видикот. Да, и тука, еве како низ една преведувачница се гледа внатре. Ова е фонтана? Ова е фактички носечкиот елемент, едрото на еден футуристички брод. Значи, тоа е бродот Македонија. Ако завртиме понатаму ќе се види, бидејќи веќе еднаш го видов, да пробаме да го добиеме. Мислам дека е крајна. Не треба да има уште. Ако ајде сега да прошетаме. Ќе го има тоа. Нема. Не, мора да го. Нека. Не, ако се врати назад, ако гледам го враќаме назад, ќе го добиеме.
станува збор за еден брод на еднината. Значи, се ова што ние правиме, и Македонија, и сета наша култура, следното, ако можеш да го... Може, како не? Так. Ние сме фактички на еден брод што плови. И земјата е некој брод и така натаму. Сега, за да може да се заштити, нели, има преголемо истоварување, односно при оштетување на танкерите се изливаат огромни количества на нафта. И сега се работи на тоа да танкерите веќе не одат на нафта, туку да се движат како во средниот век и во стариот век на едра. Меѓутоа, тоа едро треба да види една огромна сфера која се наоѓа 100 метри над бродот, поврзана е со определени кабли за бродот и носи во себе лесен газ во огромна количина како дирижабл, 10 пати поголема топка од самиот брод и да ја влече. И овде тоа го има како парафраза на ова наша култура која во иднина веројатно ќе може да се поврзе со оваа метафора на елегантно, бешумно. Ова е таа вазно да забегува, ако можеш да ја завртиш. Ова е таа фигура. Ова е жар птица, фактички, која себе си се обновува на секои 500 години. Не е баш, како да кажем, верно пренесена од оригиналот, но во основа тоа е тој потез и секој кој ја познава таа вазна ќе го препознае ова. Инаку таа е светски позната. Треба да се свати дека голем број артефакти од Македонија влегуваат во една монографија за Стара Европа. Значи, Стара Европа фактички е презентирана од светски познати археолози кои работат на така наречената предисторија, односно неолитот. И таму клучни артефакти се македонските. Насловната страница на таа огромна монографија се уште не надмината ни по капацитет, ни по важност, ја содржи куќата од Породин како насловна страница, како еден севкупен пример, јадровит пример на тоа што е Европа. Значи, тоа е врвот на културата во тоа време и овде доста обилно сум користел елементи. Еве го тоа бродче тука. Ако уште малку се заврти, ќе може да се види како се гледа пристапот внатре, како може да се доживее пред да влезе. Тоа се веќе детали. Тука има цела една лозница. Лозата е еден македонски принцип, исто така. И тој се наоѓа и долу на председателството и горе во неколку планови напред, позади и така натаму. А овие? Тоа се едни елементи кои допрва треба да ги вградиме. И ова се некои фотографии од тоа се уште недовршено. Тој дел би требало оваа недела да биде поставен. Ми интересира куполата. Ова го баравте? Ова е тој брод што велам, тој веднаш е на влезот во собраниската сала, веднаш над него. Така, он како да лебди, левитира. Да, левитира и го влече целото тоа, иако тоа е мало бродче, тој влече огромна маса и делува позитивно во целата. И во него, како сфера е направен и како огледало, целата собраниска купола во него се собира. Така. Значи, кога ќе застанете покрај него, севкупно се што е купола внатре го гледате и тоа ова е една од малите сали која е исто така направена со барокен израз. Куполата. Не, ова се малите салички. Пред да идеме за малите сали, уште малку за куполата кажете ми. Да. Самата купола е изградена од метал и стакло, што е познато. Претпоставувам дека на безбедност и статиката е прилично добро изработена. Македонските стандарди не дозволуваат ништо друго и тие се под контрола на институции. Делумно е затемнета, а поголемиот дел е небо. Идејата што е? Значи, кога ќе се погледне куполата од озгора, таа содржи, значи, кога ќе се погледне, речеме, со хеликоптер или сега со овие модерни дронови, таа е горе испишана со 3 букви М.
Тоа е Пиринска, Егејска, Вардарска Македонија. И тоа стои горе на куполата. Затоа самата купола е направена од стакло во две бои, за да може да се препознаат буквите. Така. Овде, ако тоа е зумира доволно добро, ќе се види. Ево. Сега веќе се губат. Но еве ги тука. Еве го едно М, ето го второ М и трето М. Значи овде... Така. Но има, како да кажем, собранието се потруди да направи едно CD. И во тоа CD има една снимка таква од озгора, кај што може да се види. Ова треба да го, како да кажем, не е доволно силен зумот, не е доволно силен за да може да го видите, но тоа го има. Ова Мислам дека и како 3D објект е веќе ставен, да, ама без куполата. Добро, се извинувам. Не, ова е нешто Да, претходниот. Да, Значи овде Да. се уште фали новиот Фали. 3D. Значи Да. ова колкава е оваа површина овде? Па има приближно околу 30 метри распонот на самата купола. Така. Мислам дури да е и повеќе. Тоа е веќе Проектантски беше 36, па нешто мораше да се направи. спрат доаѓа, она како Сега вака, генерално може да се каже дека е тоа четвртиот кат. четвртиот кат. Така. Значи, кој ќе притиснете на лифт од оздола, морате на четврка за да стигнете до купола. Кажете ми, дали сте вие и автор на овие две мали куполи овде кај што се? Да, Тие се повидливи. Централната Да. од оздола не се гледа. таа од трговски може да се види. Така. Дали се и они некакви простори исто така? Да, тоа се конференциски сали, кои исто така се работени во барокен израз, но, како да кажем, доживеан из еден македонски филтер и може и тоа да се каже дека е, јас така го нарекувам, не може да се каже, тоа е една форма на македонски барок. Еве, оваа слична форма овде ја има и таму. Македонски барок. Да. Добро, господин Божиновски, сега ќе направиме една кратка пауза. Еве овде кога гледаме како се огледува целата купола врз Да, него. да. Ова се елементи за осветлување, ова се овие Дифузори. Дифузорите. Да. Многу приказни врзавте. Ако е ова бродот, што Да. е ова? Тоа е орбитално нешто треба да се врти. Ако ова, да речеме, сметате дека е Земја, Добро. onda е ова нејзиниот сателит. И тие се едно со друго поврзани. Ако е бродот Да. нашата Да. Македонија, Така. тогаш ова што би Ова требало треба да биде орбитата на нејзината култура. Ми е драго што со многу суштина ги обмислувате работите. Целата работа е во тоа да ти почувствуваш во тој простор. Да ги Основниот видам принцип е убаво. интересно. Ова види се, како еве ги интересно. лорандитите, да. На вистина, како Како медузи се, на пример. Тоа е па најприближна ја биолошка уште форма. побаво би ги објаснил мојата асоциација, но ќе останам вие баш така како да. медузи во просторот. Ти овде се што се чувствува внатре е еден принцип на леснотија. Значи, македонската архитектура е многу интересна во однос на другите архитектури. Има и други како неа, меѓутоа еве да го направам споредбата со западноевропската која е најпопуларна и доминантна. Западноевропската архитектура трга по принцип на гравитација. Значи имате јако приземје и потоа олеснувате нагоре. Македонската архитектура има друга гравитација. Точно. Не е незината гравитација земјата, туку е сонцето. И затоа велам таа оди на принцип на левитација. Таа работи како дрва. Значи, почнува од едно приземје, ама тоа се шири. Како Нагоре. хритската, да, македонската не се куќа. сите куќи, бе. Сите куќи Куќата се. на Рацин, за мене да речеме, куќата на Рацин е поголем архитектонски бисер отколку куќата на Роберци. Но таа е малку во оптек и малку за неја се зборува. Јас со куќата на Рацин бев примен на предавање во Барселона. Барселона имаше сесија, тоа беше исто светско биенале и светски конгрес. И јас се пријавив куќата на Рацин како куќа на иднината. Во таа секција ја прикажа. И она што го презентирав, сите колеги што беа присутни од цел свет со своји проекти, го оценија како слободно би можел да кажем како најинтересно предавање.
со оглед на тоа дека јас не покажав мој проект, туку покажав проект на македонската архитектура. Тоа е куќата на Рацин. Зошто сметате? Сметате дека... Куќата на Рацин е далеку по, како да кажам, инвентивна. Просто сум велел секогаш дека треба да се обидам да го најдам авторот, сигурно може да се најде. Еве, куќата на Ровевци е монументална и така натаму, има повеќе катови, па уште повеќе се шири. Меѓутоа, кај оваа куќа се случува следното. Значи, куќата на Ровевци има локација. Значи, во целиот партер вие можете да градите и плюс имате нешто дури како двор, сега е тоа лапидарија. Куќата на Рацин нема локација. Ако, да речеме, варијанта се сруши и јас нема, од разни причини, и вие не забележувате, вие не можете да најдете место каде да направите куќа. Таму едноставно нема можност да се направи куќа. Каде што се наоѓа сега? Оваа куќа што е направена, дали може да се свати дека оваа куќа до овде, до овој прозорец, па натаму, таа е земја. А овде има една огромна карпа. Се што е како слободен простор е само овој ќош. Значи, ако ја тргнете куќата, нема зидови. Партер имате едва и, што знам, еве нека има 40 квадрата, нема повеќе. И вие на 40 квадрата правите куќа од 150 квадрата. И плюс, внатре во куќата има печка, што развива 1000 степени, што е работилница, негова тоа е грнча. Има продавница. Има двор во кој што треба да дојде едно магаре да донесе глина, донесе грнци. И се друго што му треба на куќата. И плюс куќата има внатре можност да низ неа се движите диагонално. Значи, ако имате соба там, а подрумот е вам, вие можете не низ скалишниот систем, него директно по диагонала да се спуштите во подрум, да отворите една плочка во подрумот и низ ходникот доздолу да избегате кај што треба да избегате. Не сум знал, фасциниран сум од ова што ми го раскажавте. И има чардаци сегде кај што треба, на 3 локации има чардаци самата куќа кои помагаат за да се чувствувате добро, да има добро проветрување, климата да биде добра. Има подпокривни простори, тие се работните простори на Рацин, мислам таму кај што пишува и така натаму. Тоа е неверојатен бисер на светската архитектура, но тоа малку се зборува за тоа. Малце наоѓам фотографии од овие детали што ги говорите. Неколку надворешни најдов, но од натрешноста, од чардаците не можам да најдам. Мислам дека има недостаток. Значи, јас сум направил покрај слайд проекција, имам направено и една емисија од 40 минути во времето за Македонската радиотелевизија, која ја објаснува суштината на куќата на Рацин. Мене ми помогна тогаш една актерка од Велешкиот театар, Зорица. Неја ја облековме во футуристички костим и таа се движеше низ куќата, покажувајќи го се ова ја што го кажувам. И таа го илустрираше тоа. И таа мислам дека неја ја презентирав, мислам на еден скрининг дека сум ја презентирал неја, но не можам да бидам сигурен. Мислам дека не ја однесов во Монтерел. Мислам дека ја однесов во Барселона. Мислам дека однесов во Барселона. Не мора да бидеме детални до тоа. Да. Но, ја би ве замолил да направиме една кратка пауза, сега не е ред, а потоа би сакал да разговараме за куќата на иднината. Добро. Како ја најдовте вие основата на куќата во иднината во овие куќи? Одиме, режија. Се за воспитувањето и образованието на децата, едукација и совети, забавни, културни и спортски активности за правилен раст и развој на вашите најмили. Гледајте го семејниот магазин Моето дете. Секоја сабота во 20 часот на Сител 3.
таа досадна уринарна инфекција. Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар – брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Herbal Plus. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната, безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Flexiforce Plus. Правилен избор. Herbal Plus. Телефон 3062 770. Ново Карваксил, патентирана П73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. Оваа среда, најниската цена во градот, само за вас. Бебешки пелени Бекутан за само 399 денари, единствено во Тинекс. Да, ние го подготвуваме Budweiser Budvar, користејќи го истиот оригинален рецепт веќе 120 години. А сепак, секој ден, секој процес, секое шише, секое правило го гледаме со нов ентузијазам. Може би старите традиции треба да се почитуваат на овој начин. Budweiser Budvar, оригинално чешко. Кандилекс придонесува за баланс на микроби во телото и добро варење, причини за настанување на кандида, често и подолго конзумирање на антибиотици, небалансирана исхрана, често изложување на стрес и слаб имунитет, конзумирање контрацептивни таблети. Симптоми на прекумерно развиена кандида, надуеност и проблеми со варење, зголемена потреба за сладка и кисела храна и алкохол, главоболка, замор, несоница. Кандилекс, природен препарат во борба против кандида. Вистинско решение, правилен избор. Herbal Plus. Зголемена простата. Проблеми со мокрење. Проблеми со потенција. Полтип, екстракт од полен, помага при отежнато мокрење, непотполно празнење, испрекинатост, чувство за итност, колебање, ја подобрува потенцијата. Herbal Plus. Ново Остеостронг, органски калциум и магнезиум со витамини К2 и Д3. Потикнува од крајбрежјата на Јужна Америка, од црвени алги кои се берат рачно, се сушат и се мелат во прав, кој е извор на единствен органски калциум. Остеостронг алгекал обезбедува правилна работа на внатрешните органи, бидејќи влијае на преку 100 витални функции во организмот. Најновите студии докажаа дека Остеостронг алгекал ја јакне структурата и ја зголемува густината на коските. Остеостронг, потпора на вашата виталност. Herbal Plus. Телефон 02 3062 770. Пак таа досадна уринарна инфекција. Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар – брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Herbal Plus. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната, безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна.
за воспитувањето и образованието на децата, едукација и совети, забавни, културни и спортски активности за правилен раст и развој на вашите најмили. Гледајте го семејниот магазин Моето дете. Секоја сабота во 20 часот на Сител 3. Продолжуваме разговорот со господинот Божиновски. Куќа на иднината. Македонија, овој дизајн и тој стар дизајн на Македонија, значи темел кој се шири нагоре, што е навистина контра на се она што го гледаме како архитектура. Обично објаснувањата беа, па немало место, па биле густи, па што ти ја знам, па тогаш се прашуваш, чекај бе, у тоа време па и не било така да немале место они колку сакаат да име основат. И сега за да збориме за куќата на иднината треба да збориме малце и за куќата на минатото. Зошто граделе така што граделе? Дали навистина само било затоа што се притискале едни до други, па горе се ширеле? Што била целата идеја? Значи, еднаш добив задача, односно едно прашање. Постоеше дневен вестник Време и беше поставено прашање поврзано со стиловите во архитектурата во Македонија. И јас излегов, значи, објаснувањето, значи, поширокото прашање беше нема стилови во македонската архитектура, еве другите имаат стилови, нели види колку се тие понапред, нешто во таа смисла, како што се нели во обичаени прашањата, веќе како да кажем банални. Прашањата кога зборуваме за Македонија со одговор кој е омаловажувачки спрема нас. Види колку Македонија не, а сите други да. Значи во таа смисла беше и јас напишав подолг текст. Некаде од 5-6 новинарски страници, во кој го објаснив следното. Значи, има култури во светот кои немале потреба да создаваат нови, драстично различни изрази, преку кој би напредувал занаетот и ние би доживувале нова архитектура. Туку напротив, старите култури се определуваат за еден израз и тој во почетокот стигнува до такво совршенство да може да одговори на сите предизвици на еднината. Например, јапонската, кинеската култура, тие имаат стилови во порцуланот, например, или во сликарството, но во архитектурата тоа што е направено и ден денес пак така се прави, ние спаѓаме во тој ред. Сега, зошто е тоа така? Нашето градителство започнува многу рано. Значи се смета дека најраното градителство во Европа е во Македонија. Според староста на артефакти. Нашите куќи се направени да го отсликуваат космосот и сваќањето на космосот на луѓето од тоа време. Ако ја земеме куќата од Породин, која реков дека представува, како да кажем, знак, символ на европската архитектура во предисторијата, таа работи на истиот принцип на левитација за кој што пред малку зборував. Тоа е оваа куќа што ја зборите, така? Не, само момент. Тоа е оваа куќа. Оваа куќата. Таа, ако се погледне од озгора, ова е артефактот на кој му недостасува, не е цел зачуван. Меѓутоа, имаш некои други овде, сигурно на оваа страница, други диапозитиви, кои ја покажуваат таа куќа од озгора, за да се види горе дека е сонцето.
Кога ќе завртиш, ќе ја најдеш, не е важно. Добро. За да не го... Еве го, и овде го има сонцето. Ова е од велушина, оваа куќа. Ова е па интересна по тоа што ова се Но они велат спротивставува... дека се ова само артефакти. Не, ова не знам, некои ги нарекуваат жртвеници и така натаму, но де факто се куќи кои реално постоеле. Значи, што е ова? Ова е нешто што ја превртува историјата на светската архитектура, која е една конструкција која се вика Пандантиф, ја поместува во 6 век на новата ера во времето на Јустинијан. И му се дава него дека тој, кога ја работи црквата Света Софија во Цариград, ја применува таа конструкција. 60 век пред нова ера, значи 6000 години пред нова ера, ние имаме конструкција со пандантифи на сите куќи во Велушино и горе има сонце. Истото тоа сонце е оваа куќа, можеш да ја прикажеш, таму ќе се види тука. Да. Еве го и тука. Значи, принципот на левитација го има и во оваа куќа, значи ние се поклонуваме на гравитацијата на сонцето. Според тоа, ние се шириме нагоре за да можеме да го примиме него исто како што го прават тоа растенијата. Точно е дека македонците не одбирале локации кои се поврзани со равничарскиот дел со оглед на тоа дека земјата им била важна за друг тип на стопанство и дека одбирале неплодни терени, коси терени и така натаму, на кој се едно ти не мораш да добиеш правилна основа на партерот за да можеш да направиш куќа, но тоа не е во принцип основата за создавањето на куќа што се шири како дрво. Туку културолошки е феноменот. Значи, на поинаков начин е третиран тој феномен, баш кај што уште тука треба да се додаде следното. Не е точно она што се зема како основа за размислување како на луѓето им текнало да се прави куќа и дека куќата фактички произлегува од тоа што луѓето гледале од и мравите прават мравјалник, а птиците прават гнездо и така натаму, па нив им текнало дека треба прават куќа. Тоа е доста наивно и тоа мислам дека Витруви можеби дури погрешно го има препишано од некоја македонска книга порано. Она што е вистина е следното. Куќата настанува како скулптура на мајка. Тоа може да се види во неолитските куќи, овде има такви, кои можат тоа да го покажат. Ако погледнеме овде, можда не беше ова, еве. Значи, што е куќата? Куќата е мајката, која во долниот дел, каде што фактички таа на почеткот го одгледува животот и раѓа, во тој дел и фактички се живее. Значи, куќа и мајка во сите култури се синоними. Ако тргнеме од таму, значи лингвистички, ако пратиме работата, куќата е всушност скулптурата на мајката. Ако забележите во Македонија, особено во македонската традиционална носија, или фотографиите кои ни стигнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кога ги имаме сосем оригиналните невести и така натаму, ќе забележиме дека вообичаено невестинската, односно кралската носија, го подигнува струкот на жената малку погоре, го шири здолништето и жените стојат точно вака, како што стои оваа скулптура на мајка, и тие така се сликаат. Дури ние имаме ора вакви. Тој дел е фактички куќата за живење. Овој другиот е покривот. Куќата е матката. Така. Значи, тоа е принципот по кој се прави архитектурата. И ако се проследи што всушност се случува во цивилизацијата на неолитот во Македонија, ќе се свати дека сите елементи на покуќнината се фактички делови од телото на мајката. Тие се прават како одливок на градата, на стомакот, на внатрешните органи. Да речеме, одливок на желудникот се сите скоро садови што ги има неолитот. Значи, оттаму, се што се одигрува во куќата, се фактички деловите на мајката.
Сметате дека овој процес на креација е повеќе интуитивен, на некој инстинктивно ниво, одошто свесно продуховен, па намерно идење кон тоа? Мислам дека е религиозен. Затоа што замислете, македонците имаат, да речеме, една среќена судбина, иако таа денес не е баш така, но мислам дека тоа е веројатно некоја потреба за отрезнување на многу стара култура. Ние живееме од приближно 6000 години, иако некои артефакти покажуваат старост до 10.000 години, тоа во епоха на неолит, до некаде 3000 години пред нова ера, живееме во мир. Значи, ние имаме најмалку 3 до 4000 години состојба на неконфликтност. Немаме околу себе непријатели, станува збор за ист народ секаде наоколу. Нема потреба од никаков вид на конфликт заради нешто, бидејќи храна има доволно, се произведува доволно, време има доволно и за сите има доволно дневна структура за да не се занимаваат со агресија. Ние сме имале среќа. Вие имате една теза која кажавте и што е пред години кај мене, дека за разлика од другите цивилизации, македонската цивилизација е единствената која без војна се развивала, бидејќи западната цивилизација и генерално историјата и археологијата оди кон тоа дека секоја цивилизација се развивала низ агресија, низ војна, низ покорување со убиство и со крв. Значи, јас не сум рекол дека сме единствени. Значи, јас велам дека ние спаѓаме во тие култури кои имаат многу рано направено потез на живење на едно место. И оттаму, тие можеле се вкупниот страв кој се таложи низ палеолитот и кој е најмалку 50.000 години таложен страв. Тоа се ужасни психички болести кои владеат во палеолитот. Бидејќи вие живеете во страв цело време. Вау. Како поинаку? Родовите се мали. Вие сте... страв од животни, страв од времето. Вие сте всушност на еден сабијас тигар. Ништо не можете да направите со тие какви сакате стрели да имате или не знам што тие копија што се со врзување па со кремен. Тоа мислам дека е абсолвирано. Ловењето во тоа време не се случува со копја, него се ловат животните на таков начин што луѓето викаат па ги бркаат. И луѓето имаат способност да се потат, а животните немаат, па побрзо ќе се умрат. Така се лови. После ќе падне во некоја дупка кај што ќе го наведат и со камења тога со копија ќе го тепат. Ова денес што, да речеме, денес има примитивни племиња, па имаат разни такви копија и така натаму. Тоа не се тие племиња, тие се сегашни племиња. Тие се кои нов неолит е тој. Не е тој истиот неолит. Така да не можеме да раскажеме. Јас сум кажал ова што се уште стојам на тоа и не сум дошол до поинакви други информации. Јас не сум го напуштил тоа истражување. Значи, разликата помеѓу оваа цивилизација овде и сличните вакви цивилизации и другите, например, западноевропската култура дури и инсистира на тоа, иако има многу аргументи за да се повлече. Не сака да се повлече западната култура, бидејќи кај нив економијата се темели на војна. Односно, тие имаат воена економија. Кај нас не постојала воена економија, како што гледате и денес ние не се развиваме така. Значи, кај нас е некоја мирнодопска економија во која ние откриваме работи за подобрување на животот. И од тука работите ќе отидат таму, па тие ќе ги произведат масовно. Денес веќе не е така, него ни ги земаат умовите од овде и одат таму. Стипендисти, талентирани деца и така натаму и така. Но тоа се одлева. Се контролира. И тие стојат, Колин Ренфро е еден од тие шпицови на западноевропската култура, кој вели војната е многу добра работа, бидејќи тоа е брз технолошки напредок. И така се смируваме. Скоро повеќето се убедени дека е тоа така. Земете ги, тие не се возбудуваат од тоа што во Сирија направија втора Македонија. Значи, она Македонија што го доживуваше братоубиствени војни, што се местеа во последниве 200 години, тоа се кај нив ќе се случува. Тие ќе го имаат истиот синдром како нас. Значи, таму е накалемено тоа. Доколку брзо го сватиме тоа, може да е многу полесно да се објасни баш преку ова што го кажувам преку архитектурата, ние треба да сватиме
не станува збор за инфериорна култура. Станува збор низ образовен систем на негирање на вредности кои ти ги имаш пред твоите очи, а некој ти вели дека тоа не се вредности. Па знаете колку време требаше, има множество автори кои пишувале за Македонија, на така навака. И сега кај нас настана возбуда поврзана со вредностите на традиционалната македонска архитектура, откако некој ни кажа дека Ле Корбизие рекол и тоа е така. А пред Ле Корбизие имаме ние тука наши автори кои кажуваат за тоа. Ама ќе се фатиме на тој. Нас ни е важно некој авторитет од таму да дојде да каже. Так. Ние не сваќаме дека Не се повикуваме никогаш на свој. не станува збор за голема разлика, не станува збор за толку паметни луѓе што и се во речникот ти се внесу. Ние треба ова да го научиме, видете, од политичари, од кои сакаш, од сите, од професори кои сакаш. Ние треба од овие нешто да научиме, ние треба нешто да научиме како се однесуваме како деца од основно училиште пред секој што ќе дојде однадвор, без да му се презентира нешто со кое што тој ќе свати дека има човек што е рамен покрај себе и дека со него тој може сериозно да разговара. Но тој не може да разговара сериозно ако вие вака му пристапувате уште на почетокот. Лакејски. Така, значи, во таа смисла сега ние ова го говориме. И сега, кога зборуваме за куќа на иднината, јас тоа сега го поврзувам со тоа, дека ние низ еден архитектонски израз од 6000 години пред нова ера до денес, исто така се изразуваме и ние немаме потреба да нешто менуваме во таа архитектура. Само треба нејзината флексибилност и истрајност да ја прилагодиме со нови материјали, што е направено во новата собранска сала, каде што истата таа куќа само е барокно извиткана и партерот, односно приземјето е решавано со некои други материјали, па се ставени определени како енергетски објекти на оџаците, па самите прозорци се пософистицирано изработени. Изработката на фасадата е веќе сега пак преку некои елементи кои треба да рефлектираат светлина, да впиваат и така натаму и така натаму. Значи, во смисол на само наставување на генералната идеја на македонската куќа дека треба да биде само одржлива. Значи, основниот принцип по кој се раководат тие луѓе што порано почнале да ја прават куќа, таа да биде енергетски ефикасна. Да може лесно да се загрееш и да ладиш, да можеш лесно да ја преправиш, поправиш. Значи да можеш едноставно да со таа куќа да опстоиш во условите кои како клима еве овде ти се нудат и ти да можеш таа клима, тоа поднебје, овој воздух, на крајот од краиштата ти си тука на една река која историски значи многу, тоа е првата река во западноевропската поезија, ти е Вардар. Значи, според тоа, имаш множество елементи кои укажуваат на големи културни вредности, што, еве сега ние почнуваме, ние само мал дел од тој леден брег сме покажале и погледни колку луѓе овде доаѓаат, што е невидено да посетат. Од кај не знамиња се шетаат низ Скопје и гледаат објекти, гледаат скулптури. Значи, има и со толку малку напор, речеме и со можда не многу и највешто направени работи, ние предизвикуваме внимание. Од каде тоа? Ме интересира, дали сметате дека иднината на архитектурата има некаква допирна точка со нашава? Со ова ширење. Што е тогаш куќата и на иднината, освен новите материјали, енергетската ефикасност која е имало, па сега доаѓа уште поголем акцент. До сега не му ја некако ни размислувавме од X причини, но сега доаѓа до многу значајно да биде таа енергетски ефикасна, самоодржлива, тоа се зборови кои се ултрамодерни во овој миг. И сега ме интересира една ваша визија, прво за македонската куќа, како би еволуирала и дали може да еволуира, и дали таа може да се проектира на градби
кои се денеска апсолути, кои архитектите, вашите колеги велат дека едноставно ние што и да правиме, мораме да се вртиме према големите вулви. Значи, ние веќе изгради да не градиме, туку да градиме еден цел метрополис во еден објект под еден кров, каде што се ќе биде содржано таму и луѓето едноставно дури нема ни да биде простор на земјата, тоа ќе биде идење нагоре со илјадници, десетици илјади станови, живење. Зборам некаква иднина. Затоа што вика површината ќе ни треба, не ќе можеме да се шириме, таа ќе ни треба вика за преживување, но за да не има да се сместиме, ние освен бегањето надвор од планетава, ние ќе мораме во многу високи, масивни објекти да се собереме. Таа соборност и се тоа. Ме интересира една ваша визија за куќата на иднината или зградата на иднината, еве да речеме. Значи, јас велам, учествував на еден конгрес, каде што имаше таква тема и во куќата на иднината јас се изнагледав многу проекти од почитувани колеги кои не направија никаков впечаток со оглед на тоа дека таа тема не беше нова и такви футуристички, да ги наречам, проекти се во 20-тиот век доста популарни, особено на почетокот на 20-тиот век беа доста популарни такви проекти. Па видов куќи кои можат да се движат, да се вртат, куќи кои со притисок на некој механизам може зидовите да ти обојат вака или онака, може да ти пеат зидовите, може сите зидови да ти бидат екрани и така натаму. Но тука не видов идеја, значи нема ништо, тука е, како да кажем, како нацртани филмови, нешто. И сега, не ќе морате да речеме да трошите пари за бојадисување, се со светлина ќе се бои и така натаму, но не е суштината во тоа. Значи, суштината на тоа човек да направи куќа е да направи дом однесна, да направи простор на неговото атавистичко сеќавање, на неговото најбезбедно место. И всушност целата архитектура се бори да создаде еден простор кој веројатно се памети како простор во внатрешноста на стомакот на мајка. Значи, тоа е нешто што јас мислам дека ќе го донесе тоа што ние го викаме иднина. Инаку за мене иднина е некој нов збор што јас не многу сакам да го користам. Значи, мене ме интересира во сегашноста, сега, што е тоа што, да речеме, најдобро можам да го направам. И тоа што најдобро ќе го направам, тоа можда утре ќе биде иднина. Така. Можда нема. Одлично кажано. Значи, ова не можеме насила нешто да имплементираме или да се... Сите измислици имаше, значи, големи групи архитекти од Западна Многу добро Европа. кажано. Они се занимаваат. Многу ми се допаѓа ова што го кажавте, сакам да го акцентирам уште малце да го обработам и јас и гледачите, па продолжете понатаму, значајно. Значи, не цртање и сега планирање како ќе живееме, туку во моментов да го направиме најдоброто, а од тоа самото по себе ќе се разви. Иднина. Браво. Значи, браво за реченица. Сите тие проекти имаше разни групи, формални, неформални. Имаше групи што, не знам, една група Мастаба, па не знам, другата Студио, не знам како, италијанска беше. Сега веќе, може би, не се сеќавам, но не важно. Измислуваа градови што се движат како машини, огромни структури. Да речеме, 20 км на 20 км на подвижни нозе и градот се шета. Луѓето горе живеат и градот оди, па тука малку поседува, па таму. Што и тоа врска има со архитектурата, никој не знае. Па не знам, имаше куќи, сега таа може да се врти и има такви направени, ресторани. Ај се врти, добро. Но тоа нема врска со архитектура. Кулата на Авала, ресторанот. Има. Значи, добро, еве да речеме дека е атрактивно, еве се можеме да речеме. Но тоа не е елемент на архитектурата. Што е архитектурата? Архитектурата е еден јазик и една приказна. Таа приказна се однесува на тоа како ти во овој свет кој е создаден од еден многу подобар архитект од тебе, кој е направил целата планета.
ти сега одеднаш се дрзнуваш да интервенираш во него. Ако интервенираш во него, тој треба да знаеш дека треба да стасаш барем до некаде до таа совршеност што овој ја направил. Зашто овој што ја направил земјата, тој направил архитектура, таа ти е и за вчера и за денес и колку сакаш иднини може да поднесе. Тој не мислел на иднина, тој мислел на трајност. Тој мислел на нешто што заеднички прави хармонија, произведува музика и пријатност. Тоа, ако го направиш, тоа си ја дофатил иднината. Ако ти создадеш простор во кој што луѓето се радуваат, кои постојано ќе го посетуваат, дури има археологија, односно ископини кои се, всушност секој ископин е срушена архитектура, значи урната, урвина, но вие го чувствувате објектот цел. Толку е тоа добро направено. И одма можете да го замислите. Знаете кој е заштитник на архитектите? Свети Тома Неверни. Не. Зошто? Затоа што тој направил дворец некаде во рајот. Затоа што парите што ги добил од некој богат човек за да му направи прекрасен дворец, тој фактички не ги направил, овој му рекол, чекај, кај ти се, ти рече дека ќе направиш. Качете се, вика, горе таму е. Затоа што овие сите пари јас ги дадов на сиромаси. Значи, нестварно е тоа. И апсолутно секој архитект кој ќе направи објект, ужива додека го гради. Тоа уживање се пренесува и на другите градители. Ако тоа не го пренесете, нема да добиете објект. Ако вие не ја имате во себе таа енергија дека навистина знаете оти сте направиле и ќе направите добар простор, тоа ќе се пренесе на екипата. Кога ќе се пренесе на екипата, тогаш ще сте направиле нешто. Но откако ќе заврши таа работа, тогаш чувствувате во множество детали дека треба да направите уште нешто. Не е тој простор што сте го барале тој. Тука е. Асиптотски се доближуват и секогаш клоните кон сфера и кон топка. Секогаш натаму одите. Значи можете да почнете од триаголник, од квадрат и така натаму, но тоа е тоа што се бара. Тоа некако како да го вие проектиравте ова кога го зборите најдиректно, најсликовито, го направивте на зградата на Црвениот крст. Така. Триаголникот, а на крај и такви некои форми, правоаголник и слично, кои сепак идат кон сфера. Да, никнува секогаш од нив излегува сфера. И куќата на мајка Тереза и таму е поставена сфера. Различни искршени форми, малку недофатливи, чудни за окото, но пак некако завршува се со сфера. Тоа е основата. Тоа е Капелата на мајка Тереза е тоа. Значи, таа кога стигнува до тоа да биде прогласена за светица, тогаш значи таа го завршила кругот, ја затворила сферата и затоа горе капелата на мајка Тереза е по проектот една чиста прозирна сфера. Сега тука верувам дека ќе тој дел од објектот на мајка Тереза ќе ја добие таа сфера, треба човек да има трпение. Јас верувам да ја изведував мајка Тереза со бетон, дека тоа ќе го направи. Мене не беше тој изведувач. Така верувам дека важно е да се најдете со својот градител како архитект. Таму не се најдовме и имаше тој вид на недоразбирање. Но добро, не е важно. Во главном, кога ние зборуваме за иднина, ние треба секогаш да зборуваме за сега. Што прави? А тоа иднина никој не ја дофатил. И за мене е илузија да се размислува за таквата работа. И овие што сакаат да патуваат на Марс, тие не размислуваат во иднина, ќе одат во пустиња и ќе прават. Тука ја прават таа работа и после тоа таа
оди таму како сегашност. Значи, основната работа, ние немаме голема слобода. Ние имаме сеќавање и сегашност. А сегашноста не бара да биде Сегашноста- функционални и практични. Сегашноста бара да си колку што можеш подобар сега тоа што можеш да го направиш, направи. Па после този иднината ќе видиш тоа. Тоа фактички и не постои, ако сакаме да разговараме. Добро, какви се вашите визии? Како ќе се движи работа? Дали ќе идеме, не ми одговоривте на тоа. Индивидуалната зграда versus Вака. стамбените згради. Значи, јас- Индивидуалната куќа versus стамбените згради. Да. Значи, она што јас го сметам како известност и го сметам за вистина и дека така ќе види и след. Значи, прво, нема една иднина. И мене не ме интересираат иднините на Соединетите држави или не знам што. Значи, ме интересира Македонија, тоа е мојот фокус. Значи, во Македонија функционира индивидуален стамбен објект кој не е сериски, кој е правен со многу љубов и на градителот и на инвеститорот. И тој е уникатен. Значи, тој е принцип на уникатност кој мора да важи и во иднината, бидејќи тој ни е од претходниците оставен. Немате еден ист објект во 19 вековната архитектура. Сите се различни. Тие не знаеле сериски да прават. Не можеле да се погодат две исти локации. Не. Дури и кај братските куќи па пак е нешто различно. Куќата на Робевци е братска куќа. Па не се исти страниците. Значи, секој изразува, преку куќата изразува својата индивидуалност, бидејќи твоите чувства се внатре. Затоа Значи, ни тоа успева е иднина. Вавилонската кула. Тоа е иднина. Се друго е комерција и моќните компании ќе бараат од архитектите да прават такви дертови. Зграда 1 километар, не 2 километри, не знам што. Па, Јустинијан зарем не можел да направи нешто што е повисоко од пирамидата на Куфу. Сега Кеопс не се вика. Полека почнаме да читаме вистински хиероглифи. Во тоа време Шамполион скоро ништо немаше прочитано. Тој преведе само една стела. Значи, пирамидата на Куфу, Јустинијан сигурно можел да ја надмине во висина. Но тој сватил дека не е тоа. Значи, македонецот вели, јас сакам небото да го спуштам долу. Па такви се и нашите цркви во суштина. И тоа е тоа. И тој сега прави нешто да кога ќе влезеш внатре, ти навистина чувствуваш дека е спуштено небото, има на бескрајен простор го поставено. Токму со оваа конструкција на пандантифи која постои во Македонија. Јустинијан е крстен во таква крстилница на пандантифи. И тој сигурно како малецок овде живеејќи ги има видено тие конструкции. И ги има применето таму. Така да сакам да кажам дека иднината е традиција, порака. Таа порака кај нас во невозможни услови, во погроми, македонскиот народ не е воопшто различен од судбината на еврејскиот, дури погрда судбина има. Но ние се скинавме плачејќи за евреите, не плачеме за своите. Видете, вие отворете, кој сакате холивудски филм, сите се за тоа дека еве како страдале евреите. Сега скажуваат својата приказна. Нивно право е, не можам да им замерам. Ама, види, јас го барам Проблемот тој е пример. така, Јас така. го барам тој пример за да биде применет овде. Кај нас треба тоа што се случуваше, тој неверојатен геноцид, Метаксас, не Метаксас, од ова Ние уште не го преточуваме на филмско платно. измислените Освен можеби народи од југ. Црвениот Тоа- коњ, најдолгиот пат кој беше. Значи, то во ова време требаше нашите билборди да бидат полни со таа работа на денот што го правиме за бегалците кога ги викаме средбат. Ние немаме ни појма дека се случи. Нема, не ја сваќаме таа епска страница, тоа е неверојатна работа. Тоа е можеби од оној ген што велиш дека толку долго сме живееле во Не е благодет. заради генот. Ние сме станале, ај како да кажам, Ние сме робови на погрешно школо. Ние сме робови на систем кој не сме го смениле.
Кај нас образовниот систем е исто од 1924 година. Не е различен. Ние сме смениле нови маси, ако биле дрвени, се стаклени, па сега, ако бил магнетофон, сега е тастатура, нели, нешто. Ништо ѓубре. Не е тоа образовен систем. Образовен систем е учител, ученик. И ученикот го следи, го почитува учителот, ама учителот знае за Македонија. И не е учителот најнеплатен. Тој е најскапо платен. Тоа би можело државата да го реши. Основно училиште најскапо платено. Тогаш ќе видиме како ќе изгледа образовниот систем. И ќе видиме кој ќе влезе да биде учител. Мотивирани, високо образувани учители. И тоа е реформа на образованието во Македонија. Тоа е реформа на умот. И тогаш ќе стигнат... Ние овдека, како што една колешка новинарка вика, одгледуваме бройлери. Така е. Генетски модифицирани бройлери кои исто ќе размислуваат со една иднина ЕУ, НАТО и ништо друго. Добро, но треба да се свати следно. И да не се гледа Ние сопственото. сме во таа смисла контролирани. Значи, таа што се викаше Македонска кризна група, која испраќаше извештај, таа во извештајот викаше само немојте да го чепкате образовниот систем, ние се ќе ви дадеме. Особено не историја, ние ќе ви ја напишеме. Така пишуваат луѓето. Имат паника од тоа што значи оваа историја. Зошто? Севкупната приказна на западноевропскиот свет, која е конструирана во 17 век, е погрешна со години, со имиња. Таму има еден куп променето, нема, види во нашата историја, нема едно салам име како историска епоха. Сите се измислени и лажни. Од едно до последно. На која мислите? Па, скроз, еве, например. Тој ти вика античка Грција, така? Не постои. Потоа ти вика Римско царство. Голем знак прашање. Потоа ти вика Византиско царство. Апсолутно не постои. Римско царство е вака, како да кажем, ретко сме го елаборирали. Меѓутоа, географските карти издадени во време на Римското... Факт е Рим, Рома, Пакс Романа и така Поле. натаму. Како Значи, Римска вака, империја стои се пишано. може да стои, ама која карта има нацртано тоа? Значи, географските карти, што се издадени во времето на Римската империја, немаат назнака за територија и дури на самиот полуостров, Апенинскиот полуостров, не пишува, да речеме, Роман Емпајар или не знам. Туку пишува Италија. Значи, од тие картографи што живеат во рамките на Август Октавијан. Што ти е поентата? Па сакам да кажам, тогаш постои Италија како територија. Не постои Римска империја. Значи, и таа работа е малку исчашена. Значи, не е јасно е зошто така на картите не пишува. Кој ги измисли тие картите со територијата на Римското царство? Кој ги црташе? Тие не се нацртани во времето на владењето на Рим. Византија. Византија името е непознато. Библија стои Свети апостол Павле, видим, римски војник, се е добро, граѓанин. има римски граѓанин, има град Рим, стои во картата дека има Рим. Меѓутоа, прашањето на територијата ја зборува, дека било толкаво царството. Дека Каде што биле протекторати? Чекај се, тој можел вака. Можел да дојде и да го држи Јерусалим. А можда другите градови воопшто не. Можда преку Јерусалим, можда Дамаск нема врска, можда. Значи, немаш податок кој е поврзан со тоа дека таа територија била таква. Потоа ти вика Византиско царство. Тоа нема ниеден император што се потпишал како Византија. Византија и тоа е колоквијално име, договорено. Да, така. Потоа имаш било турско Римско робство. царство исто така. Кој знае? Или македонско. Не знам. Значи јас не кажувам ништо. Само кажувам дека тоа не било така. Значи погрешни имиња се. Ако тргнеш од погрешно име, ти имаш погрешен заклучок до крај. Потоа ти вика турско робство, нема врска. Турци нема. Отоманско е. Турци многу подоцна се појавуваат. Кемал Ататурк е татко на Турција. Не случајно. Значи тоа е крај на 19-20 век, тога се појавува тоа. Самата историја пука на сите шалови, тоа е целата. Не е само нашата. Севкупната. Значи, севкупната западноевропска приказна е прикажана
онака како што било погодно и создадена е во 17 век. Сега, треба доста да се зборува што се случува во 17 век, зошто е така, дали тие датуми кои се напишани, кои сегде стојат и фигурираат се вистинските датуми. Зашто има многу сериозни размислувања дека голем број од тие датуми и личности кои се вртат низ историјата се фактички непостоечки. Има луѓе што се занимавале со тоа, па многу јасно го докажуваат и досега никој не го оспорил. Потоа, нели се заврти пред 1-2 години филм дека Стоунхендж е армирана бетонска конструкција. Си го правеле и си се сликале. Почетокот му е некаде 903-913 година, тоаш почнале да го прават. И има машините се таму, бетономешалки, што сакаш, арматурата се гледа како ја поставуваат. Тогаш работеле со арматура? Што? Па бетонот измислен до 19 век. А, дека тогаш е правено? Дека е направено тогаш. Значи, на почеток на 20 век во 3 наврати е правен Стоунхендж. Тоа е филм нивни бе, англиски филм. Си се сликале луѓето што го правеле, се радувале. Ги има кој се. И минјате се, и објавено е. И се врти филмот. Можеш и тука ќе го најдеш. Добро. Сакам да ја би кажам- сакал еден заклучок сега да направиме. Заклучокот што е? И да По мене. завршиме тука емисијата, да. Значи, заклучокот што е? Наша обврска е на луѓето во оваа сегашност. Да се занимаваат како што сега се повеќе се занимаваат. Да им се даде поголема снага на нашите историчари. Да им се помогне историчарите да не бидат суетни, туку да прифатат од вон институционалните истражувања, да не се плашат дека некој ќе им го земе докторатот или дека не знам што ќе се покаже попаметен ли од нив, да се глупости. Значи, да се земат предвид сите истражувања што досега се правеле вон институционално поврзано со тоа што е Македонија. Да им се помогне како што им се помага на археолозите, што повеќе да истражуваат, но што повеќе да прават анализи на истраженото, надвор од шаблонот што го слушнале на школа, со своја глава. Тогаш, ние веќе ќе застанеме таму кај што треба и ќе си ја заслужиме почитта што нашите претходници ја имале. Ние се вака само ја губиме и сега ние зборуваме за некој археолошки наод од Македонија со зборовите на некој што не знам каде, може би нашол нешто слично, и ако нашол нешто слично, ние велиме тоа мора да е постаро. Ова е донесено од таму. Тоа е логиката. Скоро за Сезажа. Тука е суштината. Малку повеќе само почит Точно. ни Тоа фали. таа само почит. И тој ние- сервилен однос Децата да ни се почнеме раѓаат полека да такви, го менјаме. само почитта им се уништува во школа. Не се виновни наставниците. Че предолго време Таква е трае. програмата. Наставниците следат нешто од нивните претходници. И тоа е веќе заборавено кај почнало. Многу е одамна. И тоа со генерации се влечка. И тој го има претходникот, но тој мисли треба вака. И така оди. Таа е таа инерција. Значи мора да им се помага на тие деца што мислат со своја глава, не да се санкционираат, не да се сведуваат на тоа дека немој ти да се правиш како другите, да биди како другите, односно секој што одскокнува, не му се даваат тие можности, не се проценува неговиот капацитет. Може би, ама сега е, па знаеш која е поволна ситуација? Ние се наоѓаме во несреќна ситуација, имаме едва 20.000 првачи. Катастрофа. Сега тоа е добро заради тоа што имаме поголем број на наставници и сега нема да имаат по 30 во клас, ќе имаат по 10. Ќе можат да се фокусираат. Ќе можат да се фокусираат и да не ги испуштат тие деца, да ги обесхрабруваат од прво одделение натам, дури и од градинка ги обесхрабруваат. Пинк Флойд одамна го кажа. Второ, We don't тие што need ќе your- бидат наставници, треба да ги избркаат родителите од школа. Значи да бидат салам наставници. А родителите си сеат тамо да се работат дома, да не се плеткаат тук. Родителите нема да се плеткаат кога и и професорите би биле сал.
Добро, не, сега сакам да Но- кажам еве некои насоки кои вака може да се нафрлени. Ете и Тема за ова што го размислување. говорите, Pink Floyd го пее уште 77 година We don't need your education. Така е, така. Затоа што и они сами сваќаат во кој перпетум мобили и машина на мелење на мозоци. Знаеш, таа рок и хипи битничката генерација, токму тоа и беше нивната порака, која денеска им ги пееме песните, ама не ги слушаме што сакале да ни кажат. Ја ви благодарам многу. Ете, Ви направи. честитам за навистина Драго ми. овој последен објект кој навистина делува импресивно. Тоа е мое лично скромно аматерско размислување, но убеден сум дека и многумина други, па и од стручната фела дека се во ова ќе го прифатат. А времето секако дека ќе покаже. Ви благодарам уште еднаш и се надевам повторно, навистина ми е вистинско задоволство кога сте вие во студиото. Благодарам, живи здрави. Режија, одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа ќе се вратиме само на кратко во емисијата и ќе презентираме еден интересен материјал. Си за воспитувањето и образованието на децата, едукација и совети, забавни, културни и спортски активности за правилен раст и развој на вашите најмили. Гледајте го семејниот магазин Моето дете. Секоја сабота во 20 часот на Сител 3. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете ја болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Flexiforce Plus. Правилен избор. Herbal Plus. Телефон 3062 770. Ново Карваксил, патентирана P73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. Оваа среда, најниската цена во градот, само за вас. Бебешки пелени Бекутан за само 399 денари, единствено во Тинекс. Да, ние го подготвуваме Budweiser Budvar, користејќи го истиот оригинален рецепт веќе 120 години. А сепак, секој ден, секој процес, секое шише, секое правило го гледаме со нов ентузијазам. Може би старите традиции треба да се почитуваат на овој начин. Budweiser Budvar, оригинално чешко. Зголемена простата. Проблеми со мокрење. Проблеми со потенција. Полтип, екстракт од полен, помага при отежнато мокрење, непотполно празнење, испрекинатост, чувство за итност, колебање, ја подобрува потенцијата. Herbal Plus. Она за што сте сонувале. Она за кое сте мечтаеле. Она на кое со возбуда и радост ке се сеќавате. Одберете го местото каде вие и вашите роднини и пријатели ќе уживате во заедничкиот свечен миг. Одберете го Хотелот Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Испланирајте ја вашата свеченост во древниот град. Одберете го градот на кулите и мостовите и Хотелот Кратис. Препуштете се на веселбата и свеченоста. Онака како што само вие знаете и онака како што од секогаш сте посакувале. Елеганција, врвна услуга и долгогодишно искуство во организацијата на свадбените свечености. Волшебно добре дојде
за волшебни заеднички мигови. Хотел Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Пак таа досадна уринарна инфекција. Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар – брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Хербал Плюс. Ново Остеостронг, органски калциум и магнезиум со витамини К2 и D3. Потикнува од крајбрежјата на Јужна Америка, од црвени алги кои се берат рачно, се сушат и се мелат во прав, кој е извор на единствен органски калциум. Остеостронг алгекал обезбедува правилна работа на внатрешните органи, бидејќи влијае на преку 100 витални функции во организмот. Најновите студии докажаа дека Остеостронг алгекал ја јакне структурата и ја зголемува густината на коските. Остеостронг – потпора на вашата виталност. Хербал Плюс. Телефон 02 3062 770. Кандилекс придонесува за баланс на микроби во телото и добро варење, причини за настанување на кандида, често и подолго конзумирање на антибиотици, небалансирана исхрана, често изложување на стрес и слаб имунитет, конзумирање контрацептивни таблети. Симптоми на прекумерно развиена кандида, надуеност и проблеми со варење, зголемена потреба за сладка и кисела храна и алкохол, главоболка, замор, несоница. Кандилекс – природен препарат во борба против кандида. Вистинско решение, правилен избор. Хербал Плюс. Драги мои, лично мое дека навистина имавме интересно излагање од господинот Божиновски, а оно што го видовме во собранието е некаков сублимат на некои работи кои мене во моето растење и следење на некои работи од поп културата едноставно ме доимја. Неодоливо ме асоцираат некои детали на Blade Runner, на Fringe Lag Metropolis, на Gotham City, така што не можам да останам равнодушен на оно што го видов и искрено многу ми се допаѓа што тоа е така. Сето тоа има еден заеднички именител, тој е така наречениот необарок. А најголемите футуристи го има не вклучено, импрегнирано во нормалниот дизајн на она што сметаа дека ќе биде иднината на естетиката, на архитектурата, на дизајнот, на интериерот. За крај, бидејќи да не биде потполно абстрактен овој муабет кој се обидовме да го илустрираме со многу повеќе фотографии и 12,5 минутен филм, документарен, кој токму она го ја објаснува обновата и низ кој ќе ги видите сите овие елементи. Мислам дека многу од овој разговор и визуелно ќе ви биде во едно вакво компактно и комуникативно, лесно комуникативно срочено видео. Ви благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно од мене. Република Македонија. Минатото на овој објект, околу кој пулсира престолниот град на македонската држава, е мощно динамично и разнообразно, и истото ги следи во целост историските процеси на патот до целосно заокружување на државноста на нашата република. Имено од 1939 година, се до Втората светска војна, објектот на денешниот македонски парламент се користи како управна зграда на тогашната локална управа. За време на Втората светска војна пак, во зградата се сместени генералштабот на германската армија и на бугарската полиција.
По ослободувањето на Скопје во 1944 година, во зградата е сместена целокупната понова администрација на македонската народна власт. Председателот на Народна република Македонија, Народното собрание, владата и Уставниот суд. Од 1991 година пак, со самостојувањето на Македонија, во зградата се сместени и работат две институции: Кабинетот на председателот на републиката и Собранието. Оваа состојба трае се до 2009 година, кога кабинетот на председателот на републиката се сели во нови простории. Во годините наназад направени се повеќе реконструкции и доградби на објектот на Македонскиот законодавен дом, при што најтемелната и најсеопфатната обнова започнува во 2010 година. Парламентарната сала е изградена во 1938 година, заедно со самата зграда. Првото реновирање направено е уште во 1967 година, а сегашниот изглед овој простор го добива во 1999 година. Во оваа смисла, од архитектонско-естетска гледна точка, највпечатливиот дел се ѕидовите, кои се украсени со мозаици изработени од уметникот Газанфер Байрам. Во состав на кабинетот на председателот на Собранието е и салата Длаборес, интериерно уредена во 1938 година, со ѕидови и таваница комплетно обложени со дрвова резба. Изведбата на резбата му била доверена на Глиша Костовски, столар и резбар од Тетово. Со последната реконструкција пак, во 2013 година, се направи конзервација и реставрација на резбата во салата. Холот е оформен во 1954 година и истиот се наоѓа непосредно пред кабинетот на председателот на Собранието. Овој историски значаен простор сегашниот изглед го добива со интериерното уредување во 1993 година, додека во 2000 година се изработени и поставени портрети на сите председатели на Собранието од 1945 година до денес, како највпечатлив израз на континуитетот на борбата на македонскиот народ за слобода и за независност. Салата е изградена во 1954 година и истата се користи за протоколарни активности. Овој простор сегашниот изглед го добива во 2001 година. Со реконструкцијата пак зајакнати се столбовите, со што се овозможи изведување на надградба над кристалната сала. Овој простор е изграден и уреден во 1954 година, а сегашниот изглед го добива во 2001 година. Од 2002 година пак во холот се поставени витрини, каде се изложени подароците што ги добиваат председателите на Собранието за време на нивните меѓународни активности. Со првата реконструкција на свечениот дел во 1954 година изведена е и Охридската сала со ѕидови и таваници во дрворез, изработени од мајсторите од традиционалната резбарска школа во Охрид. Со последната реконструкција пак направена е реставрација на резбата, ламперијата и на вратите, и истите се поставени сосема автентично во првобитната состојба. Салата на Уставната комисија е изградена и уредена во 1954 година, со ламперија во интразија и тавани со гипсани декорации изработени од римколските мајстори. Со последната реконструкција пак беа опфатени ѕидовите, поради што ламперијата беше демонтирана, репарирана, лакирана и одново монтирана. Главниот влез на Македонскиот законодавен дом е уреден со првата реконструкција во далечната 1954 година. Со последната реконструкција пак се опфатија столбовите, а на местото на главниот хол беше изведено физичко поврзување на целиот сутерен. Денес подовите столбовите на главниот влез се обложени со нов гранит со посебни шари. На скалите што водат на катот кон кабинетот на председателот пак, автентично се постави белиот македонски мермер, а на оградата се задржа стариот сив македонски мермер. Со првата реконструкција на свечениот дел во 1954 година изведена е иструшката сала со резба на таваницата, изработена од копаничари од струга. После реконструкцијата пак направена е реставрација на резбата, ламперијата, вратите.
и истите на автентичен начин се вратени во првобитната состојба. Во 2004 година, непосредно до Струшка сала, изведена е спомен собата на Асном. Со последната реконструкција овој простор исто така комплетно се реконструира. По повод 5 годишнината од смртта на поранешниот председател на Република Македонија, овој простор беше именуван во сала Борис Трајковски. Оваа сала е изградена во 1954 година, како доградба во дворот на зградата, додека во 2009 година истата е реконструирана со додавање на нова ламперија, нова библиотека и други пропратни делови. Овие делови се изградени во 1966 година, а интериерно се преуредени 1999 година. Во 2013 година пак, во сала 4 се изведоа кабини за симултан превод, како и посебна термоизолација и нова фасада. Реализацијата на проектот за доградба, надградба, адаптација и зајакнување на објектот на собранието во континуитет се одвива од 1 април 2010 година. Со градбата се изведени нови, повеќе од 4000 квадратни метри простории. Доградбата представува нов објект, кој се простира непосредно до салата Борис Трајковски, изведен на 5 нивоа, приземје и 4 ката. На приземјето и на 3 ката, на површина од 1100 квадратни метри, распоредени се 24 работни простории, по едно бифе, санитарии, лифт, 2 скалишни простора и 2 моста за врска со сите кантови од постојниот собраниски објект. На најгорното, 4-то ниво од доградбата пак, изведена е повеќенаменска сала под големата купола, со површина од 511 квадратни метри, со 9 кабини за симултан превод, распоредени на 2 нивоа и кабина за техника, со изведена аудио и видео опрема и инсталации за симултан превод. Салата ќе биде опремена за одржување на меѓународни конференции со 204 места за седење. Пред салата пак се простира хол со пропратни простории. Наспроти доградбата, надградбата е изведена над постојниот петоаголен габарит на објектот на собранието, на ниво на 3-тиот кат и над кристалната сала на ниво на 2-тиот кат. Надградбата на 3-тиот кат е изведена на површина од 2300 квадратни метри, при што се распоредени 70 работни простории, 6 сали за комисии, од кои 2 се поставени по 2 мали куполи, 5 технички соби, видиковец на предната страна и тераса. Работните простории се уредени со подови од дабов паркет, а ходниците, холовите, скалите и мостовите со плочи од природен гранит со различни шари. Салите за комисии се опремени со најнова техника за непречено функционирање на работните тела. Со адаптацијата на сутеренскиот дел, изведени се работни простори за парламентарниот институт, за Европскиот центар, предвиден е простор за фитнес сала, а изведени се и останати други делови. Во оваа смисла, непосредно под салата Борис Трајковски, предвидено и формирање на собраниското студио со сите содржини и опрема, потребни за квалитетно функционирање, со вкупна површина од 240 квадратни метри. Во останатите делови од сутеренот, после реконструкцијата, исто така соодветно е уреден просторот во ресторанот и во собраниската печатница. Согласно законските прописи, направено беше испитување на издржливоста на зградата на собранието, при што беше утврдено дека зградата не ги задоволува потребните параметри за безбедно престојување и работење, а особено за изведување на нов 3 кат над целиот петоаголен габарит. Поради тоа се наметна потреба од изведување на зајакнување на сите делови на зградата, со изведување на армирано бетонски платна и жакети. Зајакнувањето се изведуваше со комплетно празнање на делови, ламели од зградата, од сутерен до 2-тиот кат, со преместување на пратениците и вработените во службата во останатите делови. После зајакнувањето, сите простории комплетно се уредуваа со вградување на нова надворешна и внатрешна столарија, а потоа се враќаа во функција. После завршувањето на фазата зајакнување, изведена е нова термофасада од надворешната и внатрешната страна, со што објектот се вбројува во категоријата на енергетско ефикасни објекти. Согласно обемот на реконструкцијата и капацитетот на објектот, изведени се и 4 нови лифтови. Со проектот се опфати и партерното уредување на пристапните улици на главниот влез на собранието,
уредување на сите тротоари околу објектот, како и уредување на внатрешниот двор со поставување на плочи од природен гранит со различни шари. Со изведувањето на доградбата и надградбата, вкупната површина на зградата на собранието изнесува 18.127 квадратни метри. Хронолошки, овој објект стоечки ги издржа сите премрежија кои се составен дел на историјата на Македонија. Сместен во центарот на главниот град на македонската држава, зградата на македонскиот парламент ја делеше судбината на народот за кого постои. Сепак денес, кога нашата татковина е самостојна и независна држава, оваа по обем најголема реконструкција има и значајна символична порака. Имено самиот развој и осовременување на овој објект ја символизира и целта за развој и за осовременување на вкупните прилики во Република Македонија. Изградено согласно највисоките стандарди, денес обновеното Македонско собрание е тука да ги надживее сите векови како стожерен објект, околу кој најсилно пулсира основната цел за сочувување и за унапредување на независноста на нашата татковина.